Денес, драги мои, ќе зборуваме за повторно еден манир на авторитарните општества, а тоа е антиинтелектуализмот и потценување на интелектуалците и истовремено китање со тие нивни лажни перја. Имено тој уставен, и тоа ќе го правиме на примерот на изјавата на председателката Силјанска во Словенија. Значи, тој уставен градинарски, Тричковски вели Марула инженеринг на Гордана, се врзува за една традиција на авторитарните општества да ги, и фашистичките во поекстремна форма, да ги мразат сите видови интелектуалци. Значи, нивна основа е антиинтелектуализмот. Од друга страна се базираат главни лостови им се плитки емоции, фалс историја и насилство. Сега, они исто така се покриваат со нешто као антиелитизам, меѓутоа тоа е всушност само реторичка алатка. Антиинтелектуализмот им е основа на тој антиелитизам, бидејќи самите создаваат авторитарна елита, исто така. Но истовремено со оваа омраза кон интелектуалците, авторитарците од секоја сакале да си го покриваат со извинување својот авторитарен газ со ликови на продадени професори. И тоа секојаш е амбивалентно. Истовремено се покриваат себе си, истовремено ги понижуваат луѓето кои наводно ги купуваат како своји професорски фронтмени, со тоа што покажуваат колку се тие всушност глупави, колку се тие послаби од нив како политичари. И секогаш меѓу фашистите и авторитарците ќе видите филозофи и поети. Секогаш ќе видите такви една лумпен интелектуална багра. Стално има меѓу нив. Нашите во познатиот цинизам на груевизмот го извлекува ликот на професорот Хорхе или Џорџе. И потоа не брука пред странците на сите можни нивоа со неговите гачки за Пела, за Александар, за Пактистани и тој тип на рабишка, на ѓубре, интелектуално. Меѓутоа, визави него се обезбедува некаков рейтинг на види ние колку сме всушност политичариве попаметни, еве ги професори во ствари кои се. Иако го поддржуваат целосно него, нормално, тој им служеше како груба алатка, како далјинско за амнестиите, за сите можни услуги да ги направи. Сега, втора генерација на тие клонови, кои ги извлекува напред овие нови груевисти, мицковисти, ги обезбедуваат а втора генерација со малку една условно да кажам, кокетна, клатечка во колковите професорка по уставно право, Гордана. Сега, председателката Гордана, значи, држи предавања, тој фейк покривање со интелектуализмот, сакам на примерот на изјавите кои треба да бидат као професорски лекции до сите други, до Европската унија, бла-бла. Професорката, значи, Гордана, или председателката Гордана во Тевр, значи, држи предавање или настап во Словенија со еден вау наслов, кој во слободен превод би бил отприлике обидот на европјаните преку европски инженеринг да го менуваат и да го воспоставуваат нашиот македонски во камен исклесан идентитет и као она го брани тој идентитет и дополнително влегува во една тема за која она тотално покажува сосема некадарна расправа, а тоа се меѓународните стандарди па и уставната поставеност на правата на малцинствата. Сега разбирам дека за професорите по уставно право, иако она е просечен професор по уставно право, човековите права се сепак втора зона на интерес. Прва е таа номотехника на уставна креација и дизајн.
Меѓутоа, за меѓународните правници и правниците кои се бават со меѓународното право, па и кривичарите кои се бават со меѓународното право, правата се прва зона на интерес, а нивното вградување номотехнички во меѓународните договори и уставите се као втора зона на интерес. Меѓутоа, она не ги владее ни првата, ни втората, а втората не ја владее катастрофално. И кога се излага така јавно од професорски аспект, квази професорски аспект, да на јавна сцена, на меѓународна јавна сцена, тогаш таа незина интелектуална кревкост доаѓа до израз за жал. Истовремено тоа се однесува на рейтингот на Републиката, Македонија, која се урива секако. Значи, меѓународните права и меѓународни стандарди и нивното поставување во уставот на РМ е тема за која сега малку ќе ја деконструираме низ говорот на Зељановска. И две импресии од тој говор прво веднага, како се вика, ве заплеснуваат. Европски инженеринг во македонскиот идентитет. И сега тоа е тој баук со кој се бори. Иначе тој европски инженеринг врз македонскиот идентитет би бил прекрасна работа да може да се изведе. Но нема шанси врз овие наши бучуци такво нешто да се изведе и тоа треба да се стави на страна. Второ, добивате впечаток дека жената не знае што зборува, кога зборува за уставот и малцинските права, и тоа на јавна сцена. Имено, таа вели, обраќај му се, одговарајќи на бугарскиот амбасадор во Тебар, барајќи публика во таа болен обид да биде интелектуалка, и му вели дека македонскиот устав, без да ги спомене конкретно малцинствата, така е дизајниран да ги брани малцинските права на сите малцинства. Значи, он е така дизајниран за разлика од други устави кои немаат такви механизми. И тука као прави поен дека таков е бугарскиот, грчкиот, францускиот, турскиот и така устав. Меѓутоа, тоа е глупава теза, бидејќи прво секој знае, не е македонскиот единствен, а и секој знае кој го прочитал уставот дека македонскиот устав е така дизајниран да ги штити малцинските права, но тој не ги штити малцинските права на сите малцинства во светот, туку на оние малцинства кои се споменати во преамбулата. Па дури и на тие малцинства не тоа е веќе проблем на неговата имплементација, не ги прави на ист начин. Например, оние кои се 20% кои што се албанците на друг, на посилен, со посилни механизми, тоа го прави. Дури се граничи со една мултикултурна држава и политички систем кој го надминува рубиконот на динамиката на мнозинство-малцинство и влегува во една мозаична држава или сегментирана држава, како се нарекува, и на други малцинства, и тоа по некој пат согласно, за жал, со буџетските способности на државата. Имаат ограничување, например, дури за оние малцинства кои имаат право да го користат својот јазик во образованието, речем има норма дека клас на таков јазик, малцински јазик, може да се формира ако има најмалку 12 ученици, бидејќи треба да има професори, професорите на тој јазик треба да имаат најмалку педагошка академија и така натаму. Тоа цела една буџетска линија врзува. И државата реагира, иако им ги признава правото на тие луѓе зборуваат на тие деца зборуваат да се школуваат на мајчин јазик, нема можности тоа да го изведе целосно, па се бори, па во еден процес тоа го менува. Значи постои цела една низа, но на тие малцинства кои се наведени во уставот, не на сите во светот. Тоа би било абсурдно. Има држави, например, кои прават разлики меѓу автохтони и нови малцинства, што инаку во теоријата не се признава како легитимна разлика, се трудат тие права да се изедначат, но има разлики во пракса. Тука екстремен пример се автохтони, односно автохтони народи кои се станале малцинства, живееле на таа територија, те имаат повеќе права, може да се каже, и од стандардите на малцинските права. Значи, драги мои, со еден збор, една мрежа во која нашата драга председателка се увлече без да знае како пиле во таа мрежа, прета без да знае што зборува точно и само се бламира, бидејќи тука се излага еден на критики, на коментари дека тоа што го зборува не е сосема, не е воопшто издржано.
Значи, тоа е прво. Второ, може со пример да се каже дека бугарите сега во овој случај, без да се во преамбулата на нашиот устав, не би можеле да се повикаат на реализација на малцинските права во Македонија. Целосно, колективните посебно права. На соодветна застапеност во државна администрација, на користење својот јазик, например, ако имаат услови во некои делови кај што се концентрирани, например, на својот јазик, на некои споменици кои се бугарски во Македонија, ако има такви. И така натаму. Така да тоа не е точно што го зборува базично. И само ја слабе е позицијата на државата, која инаку има висок стандард на заштита на малцинските права со едно вакво непознавање. Втора работа е што не постои европски инженеринг кој сега нас треба да не идентитетот македонски е промени, па во врска со ова да реализира некакви преку уставот дополнителни права на некои други заедници. Европската унија е рамнодушна кон нас. Ние може да одлучиме, ако сакаме, да станеме членка на некоја друга унија, да останеме независни во таа смисла, целосно надвор од таа унија. Можеме да пропаднеме ако сакаме. Не знам дека уопште некој посебно ќе се врастрежи во Европска унија околу тоа. Така што таков некој чувство дека некој нас толку многу се грижи за нас и толку многу сака да не стави нас, што може ние да го уценуваме со вакви пируети глупави на нашата председателка, сосема смешна ситуација. Смешна. Кога ја гледате. И тажна малку. Малку тажна е таа приказна. Во таа смисла, она што нема да биде возможно, значи Македонија може све да направи друго, она што нема да биде возможно е она да, пожелната Македонија, како некоја црвенкава, да ушета со колковите клатејки, со плавите очи во Европска унија и да им каже what the fuck you are doing here, така нешто тоа ти смисла, да се насмее на сите ни, тоа не ќе мочи. Тоа ќе мора, во таа смисла, правилата на клубот и членовите на клубот се во посилна позиција од вас. И ако имате интерес национален да влезете, тогаш треба да се борите со способна дипломатија и политика, како да си ги задржите националните интереси, а истовремено да влезете и станете членка. Тоа они не го прават на катастрофален начин, оваа гарнитура, со тоа што ја одбива ЕУ рамката за преговори која е исклучително во наш интерес. И која ја изразува и промената на бугарската политика за 180 степена од претходните позиции. И да не се види тоа, значи да се биде со исклучително предавнички менталитет или со некоја скриена агенда да се држиме надвор од ЕУ по секоја цена. Односно да пропаднеме надвор од ЕУ по секоја цена. Значи, она што можеше нашата председателка да каже е, да речеме, да изрази благодарност на ЕУ за преговарачката рамка, со која се решаваат историските тензии со соседна Бугарија и која ги обезбедува посебноста на двата народа, македонскиот и бугарскиот, со потезот на ставање на бугарското малцинство во македонската преамбула и македонскиот устав, каде што живее друг мнозински народ во Македонија, и тоа експлицитно и имплицитно признавање на тој факт. Тоа го решава вековниот проблем со Бугарија. И второ, дека го обезбедува македонскиот јазик на недвосмислен начин, што е основна карактеристика на нашата посебност како култура и како нација, и како народ. Тоа можеше да го направи и потоа можеше да отиде да изеде еден саукраст со да речеме крајнско или со овие нивниве карактеристични словенски лашко пиво, например. Тоа можеше да го направи без голем проблем и ќе беше силна. Вака беше многу срамно да се слуша тоа и тоа од аспект на квази професорска гарнитура на авторитарната владеечка гарнитура. Сега ние имаме трета генерација на тие клонови, квази професорчиња кои глумат, кои ги развиваат своите кариери
пикајќи се под власта. И за жал, тоа се помлади колеги кои некои од нив знам, тие доаѓаат кај мене у кабинет во направен, но сега се ги гледам, некои македонци станале под наводници, и имаат уште поглупави тези, но тоа е третата генерација на клонови на овие купени квази интелектуалци на владечката гарнитура. И тие тврдат дека, бидејќи не можат нормално, зашто имаат некаква диплома, да станат и да го анализираат текстот на ЕУ рамката за преговори и да речат, можда од правен аспект, ова е добро, ова не е добро, заради тие причини не е добро, да правна анализа да направат, кој што треба. Па и политичка потоа да извлечат од неа. Они влегуваат во конспирации, бидејќи кај конспирациите може секоја будала и секој хоштаплер да ја прави. Тука не ви треба знаење, не ви треба диплома, не треба да сте професор на Амерички универзитет или на нашиот државен и така натаму. Но тоа не ви треба ништо. Глумите едноставно интелектуалац, што би рекол Рамбо Амадеус. И се он вели вака. И тоа е една карактеристика, затоа ја наведувам на целата екипа нивна околу. Влегувањето на прескака сите за нас национални добробити од ставањето на бугарите во уставот и вели тука има уствари скриена агенда која као не ја гледаме ние што сме наивни либерали, а он ја гледа. А он копили. Мислам. Он ја гледа и таа скриена агенда значи дека бугарите ќе ги третираат како тројански конј 200.000 македонски државјани кои имаат бугарски пасош, значи ќе третираат како бугари, он ги вика, тие се бугари, и на нив ќе играат бугарите и ќе бараат поголеми права од овие 3200 колку се покажаа бугари во пописот во Македонија. И сега ние тоа не го гледаме, он го гледа, или они го гледаат, дека нашиве државјани ги прави бугари, тоа се 200.000 македонци. Они може да имаат двојно државенство, веќе тоа не е забрането, од разни држави. Се сногеат луѓето за работа надвор, веројатно, и зодење во Европска унија полесно е. Но ако тие сакаат некој од нив да се направат бугари, да се прогласат за бугари, тие ќе си кажат у пописот дека се бугари. Нив не може да ги спречи никој да го направат тоа. Тоа не може ни ВМРО, ни СДСМ, никој од нас не може да ги спречи. Они ќе си кажат бугари сум, и се чувствам како бугари. Тоа и сега можат да го направат, без да бидат во преамбулата на уставот наш. Тоа нема врска со тоа дека се тие македонци 99,9%. Може да 1% се вистински бугари од тие што имаат бугарски пасош. И не може никој тоа да ги направи нив заради одбрана на оваа погрешна теза бугари. Кои бугарите ќе ги користат како тројански конј. Тоа се 200.000 гласа. Колку се глупави овие клонови, покажува дека они не можат да ги домислат консеквенциите на своите потпикувачки тези под власт. Тоа е политички штетно за партијата на која мислат да ја служат. Пошто тие 200.000 луѓе ќе ги направат непријатели на таа партија, која ги прави нив бугари. По дефиниција, начелно, што ми имаат двојно државенство. Тоа не е така. Друга причина е дали партиите ќе се сложат такви државјани на Македонија, кои имаат двојно државјанство, од било која држава, да бидат високи државни функционери. Тоа, by the way, не е забрането со уставот, но да речеме, они може да се договорат дека за високи, за некои државни функции, може тоа да биде ризично. Тоа со закон може да го предат. Ама, да ги направат начелно бугари, тие луѓе, тоа е политичка слепост и глупост од невидевите. Но тоа се тие генерации накупени, велам, квази интелектуалци, кои ја вршат валканата улога на политиката, која во основа ги мрази интелектуалците, ги понижува стајќи ги пред себе и потоа ги валја со комбајнот со требата напред, а овие уживаат да се глупираат и да играат тие кловновски улоги за власта.